26 јануари 1946 година излезе од печат првата граматика на македонски јазик што ја напиша професорот Круме Кепески. Беше тоа на 26 јануари 1959 година, кога е роден Александар Ацо Станковски, македонски уметник, представник на македонската алтернативна уметничка сцена. Познат е по постмодернистичкиот и често провокативен пристап во своето творештво. Користи колажен метод на компонирање, зачине со иронија, критички осврнувајќи се кон настаните во стварноста. Дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 1985 година. Неговото најпопуларно ликовно дело е циклусот Тајни вечери, во кое познатото дело на Леонардо да Винчи е обработено и деконструирано на најразлични начини, како на пример приказ на Тајната вечера со членовите на Зеро, Дизни верзија и така натаму. Беше тоа на 26 јануари 1963 година, кога во Тетово е роден Милко Ѓуровски, југословенски и македонски фудбалер и тренер. Бил фудбалер на фудбалскиот клуб Црвена звезда и Партизан од Белград. Играл за младинската и сениорската репрезентација на Југославија. Во составот на олимписката репрезентација на Југославија на Олимписките игри во Лос Анџелес освоил бронзен медал. По осамостојувањето од 1991 година настапил неколку пати и за фудбалската репрезентација на Македонија. Беше тоа на 26 јануари 1997 година, кога умре Филимен Џинес, еден од водечките актери на Народниот театар во Штип и на македонското театарско творештво. Роден е во 1947 година. Беше тоа на 26 јануари 2000 година, кога во Скопје умре Рахилка Фирфова Ѓоргова Раца, магичната муза на Коста Солев Рацин. Македонскиот поет на 6 октомври 1928 година, како псевдоним го зеде нејзиното име и стана познат како Рацин. Родена е во Велес во 1911 година.